Како СДС со недоволни 2 милиони евра реалоцирани во ребалансот за поддршка за домашните мали и средни предпријатија, ќе го изедначи нивниот статус со странските инвеститори. Нели, тоа им беше едно од предизборните ветувања. Незадоволството од земјоделците пред кулминација, а од купните цени СДС ќе ги решавал со реалоцирање на 1,3 милиони евра. Трагично изгледаат проекциите за реалоцирање на 500.000 евра за локални и селски патишта, кои во предизборието Заев ги критикуваше ваквата и оваа политика, ветувајќи изградба на нови 500 километри автопат. Нема никакво оправдување за СДС во обидот да ги намалат проекциите на очекуваните приходи во буџетот, да не беше кризата која што свесно ја креира, и да имаа поспособен и попрофесионален кадар и да немаа намера за катастрофално покачување на даноците, до ваква ситуација немаше да дојде. Зголемувањето на даноците и воведување на прогресивна стапка на данок само ќе ја зголеми даночната евазија, ќе стимулира сива економија и ќе премисли многу инвеститори од земјата и странство кои решиле да инвестираат во Македонија да ги однесат своите инвестиции во други држави.